Добар ден, криптоентузијасти. Ова денеска што го правиме е нешто многу уникатно, нешто многу ново и досега јас не успеав да видам нигде дека некој го има направено, така да ова, ако мене ме прашувате, е нешто што ние практично го правиме прво, баш во овој формат кој што го правиме, а тоа е споредба на биткоин наспроти војна. Зошто велам војна? Во оваа ситуација главното прашање кое што ќе се обидеме денеска да го одговориме е дали земјите ќе можат да водат војна како досега, доколку економскиот и финансискиот систем е базиран на блокчейн технологија, на децентрализирани валути и во оваа ситуација нормално ќе го земеме како не пример, туку и како најголем, да речем, во оваа сфера, а тоа е самиот биткоин. Значи, буквално ќе направиме две целини, да речем, на истражување, во кое што во првата целина на истражување ќе покажеме зошто е биткоин уникатна и сега за сега, да речем, најбезбедна варијанта која што би го наследила финансискиот систем при негово потенцијално колабирање. Односно, буквално од 2009 година, од како истиот е креиран со истата таа намера. Односно, кога финансискиот систем, банките и централните банки ќе колабираат, едноставно целиот свет да има на што да се подпре, да има алтернативен систем кој што е децентрализиран, базиран на технологија и кој што не бара доверба во оние кои што го регулираат, односно го, да речем, целосно контролираат монетарниот систем и монетарната политика. Но, нели, ќе разговараме за тоа, прво ќе објасниме зошто е толку добар биткоин во оваа сфера, а потоа и детално, чекор по чекор ќе објасниме кои се тие кои што профитираат од војна, како едноставно се води една војна во државата и дали воопште некој ги прашува граѓаните дали они сакаат или не војна и нормално за крај ќе видиме како сето тоа може да биде спречено многу едноставно со воведување на валута која што е децентрализирана и која што не е контролирана од еден субјект, како во оваа ситуација, например, централизирана банка. Сега, пред да почнеме, нормално сакам само да најавам во текот на следната недела, значи од утре, тоест, да, затоа што ова е веќе 6 октомври, значи од 7 октомври, понеделник, очекувајте Altcoin недела, каде што ќе ги обработиме следните коини, со тоа што редоследот е веќе познат, затоа што имавме така речено веќе гласање по оваа тема. Значи овие три коини од овој блок се веќе завршени, тоа беа PancakeSwap, Alephium, Mantra, OM, значи веќе може да ги најдете на нашиот канал. Следниот и прв, така речено, во оваа Altcoin недела ќе биде IOTEX, а од последниот блок на вашите гласања, значи откако ги ставивме овие 4 коини за да бидат обработени, значи нормално прв ќе биде SUI, следен е Jasmy Coin, доста побаран, значи конечно еве го ставивме за обработка. Потоа го имаме Hive Mapper Honey и Horizon Zen. Со тоа што ова е посебен поздрав до Маријан Чакаловски, кој што е еден од мојот ентораж овдека во CryptoHub Малта, нормално заедно со Христијан Крстевски, значи таа е вечната тројка заедно со мојот мајнер Јован. Значи тие се тие кои што постојано се заедно на CryptoHub Малта. Знаете дека од време на време како поддршка на оние членови кои што се постојано со нас, значи многу од овие луѓе се со нас веќе повеќе од 2 години, значи од време на време правиме ваков, да речем, исклучок каде што правиме анализа на одреден проект затоа што овие луѓе го побарале, а нивната поддршка на нашиот канал значи многу, па затоа и нормално го даваме ова како посебна награда на дел од луѓето кои што го следат нашиот канал. И нормално сите оние кои што не знаат, значи ова што ќе го работиме следната недела е дел од нашата плейлиста анализа на коини и токени. Значи само да ви покажам каде, еве истата. Значи анализа на коини и токени има повеќе од 90 коини и токени во крипто секторот веќе анализирани со целосна, некогаш половина, некогаш едночасовна анализа, каде што детално анализираме се што треба да знаете за овие проекти, така да ако некој проект ви интересира, значи ова е практично македонска датабаза, каде што ние веќе ги имаме обработено сите овие најголеми проекти по MarketCap, со цел македонците да можат да ги истражуваат истите на македонски јазик. Нормално ова е само почетна, да речем, почетна анализа, нормално вие треба да ја надградите доколку ви интересира да инвестирате во овие коини токени. И нормално, пред да почнеме со самото видео, уште една, значи, официјален спонзор на нашата работа и понатаму продолжува да биде патрон за едницата, односно, еве, веќе сме стигнале до 60 членови, кои што буквално со својата финансиска помош
помагаат да ја подигнеме нашата работа на уште повисоко професионално ниво. Значи, аматерски, верувам дека го оправдавме и вашето внимание и вашата поддршка и верувам дека можеме уште повеќе да го оправдаме кога станува збор за професионално. Значи, сите оние кои се дел од нашата Patreon заедница ги добиваат овие материјали со приоритет, односно видеото кое што вие денес го гледате во 5 часот попладне, веќе беше достапно за сите членови на нашата Patreon заедница во текот на ноќта кога истото беше изработено. И уште една, значи, втора битна работа која што има во самата заедница е нашиот community чат, каде што имате пристап до мене, имате пристап до една голема заедница од луѓе кои што се постојано во овој сектор и кои што едноставно си помагаат едни со други, значи има доста дебати, има доста прашања на кои што едноставно разменуваме одговори на овој дел од нашата community, односно Patreon заедница. Така да уште еднаш им благодарам на сите кои што се дел од оваа заедница и се надевам дека истата ќе се зголеми уште повеќе, затоа што на овој начин јас можам директно да работам за македонците во целиот свет. Така да, практично ова е нешто што верувам дека досега не е видено, каде што буквално еден член на нацијата работи за останата, да речем, во оваа ситуација македонска заедница и работи директно со нивна финансиска поддршка, односно работи директно за својата нација. Така да ви благодарам и денеска можеме да почнеме. Сега, како што веќе кажав, значи прво сакам да докажам зошто биткоин е моментално најдобриот потенцијален заменик на потенцијалниот колапс на овој моментален монетарен систем и оваа моментална финансиска шема која што имаме на тоалетна хартија во боја. Сега, прва и најбитна работа мораме да видиме прво што потенцијално може да го загрози биткоин. Значи, моменталниот монетарен систем е највеќе загрозен од самите луѓе кои што го користат, од државите кои што го контролираат. За разлика од тоа, биткоин е децентрализиран, истиот е на некој начин не постои нешто што е неунишливо, нормално, како и во оваа ситуација, биткоин има своји слаби страни, но сакам да ви ги покажам да видите дека неговите слаби страни, споредбено со слабите страни на монетарниот систем, се смешни, значи неспоредливи, се разбираме. И да ви покажам како биткоин со колку повеќе напади има, колку повеќе едноставно целиот свет се обидува да го смени или се обидува да го уништи, толку посилен станува. Погледнете го сега ова. Значи, овие кетч фрази, првата работа која што мораме секогаш да некој начин ја земеме во предвид е првата најголема опасност, а тоа се квантни компјутери. И ваков тип на кетч фрази. Квантните компјутери ќе го пробијат кодот на биткоин до 2030 година. Значи, ова е смешно, сега ќе ви покажам зошто. Значи, идејата е дека самиот алгоритам на биткоин, доколку се најде компјутер кој што е доволно јак, потенцијално може да го пробие овој алгоритам и да го измени како сака. Така, сега, каде е овдека проблемот? Значи, погледнете го сега ова. Вели, теоретски може да се направи да биде нападнет биткоин и да биде изменет овој алгоритам. Така, но, да видиме колку е потребно да имаме компјутирачка моќ во овие квантни компјутери за тоа да може да биде направено. Вели, моменталниот, пазете, 23 септември 2024 година, моментално најнапредните квантни компјутери на светот се негде околу 1000 qubits. Значи, тоа е така речено, како што имаме мерка за RAM, нели? Во гигабајти, овдека имаме, сега искрено, не се разбирам толку многу, значи јас сум лаик во ова, но едноставно со следење на овие информации многу лесно може да видите дека ово што го пишуваат овие некои си кои да се крипто ньюс се смешни работи. Така, погледнете го сега ова. Вели, моментално најјакиот квантен компјутер во светот е 1000 qubit. Така, сега. Јас најдов неколку, нели, портали за да можам да споредам оваа информација и да видам дали е тоа навистина така. Со тоа што, значи ова 1000 qubits било постигнато, ова е од 2023 година 15 ноември од IBM. Значи тоа е тој компјутер кој што успеале, така речено најавен, според нели самиот артикал, успеале да го направат. IBM направил, значи до сега најак квантен компјутер со 1000 qubits. И сега погледнете го. За да дојдеме до ситуација да успееме барем да имаме шанса да го пробиеме алгоритамот на биткоин, погледнете колку е потребно.
Вели, за да имаме компјутер кој што потенцијално може да го пробие алгоритмот на биткоин, во 24 часа се потребни 13 милиони qubits процесирачка моќ, или вика 1,9 милиарди за да го пробие биткоин алгоритмот во 10 минути. Значи сега вака, ако ние со целосната досега технолошка, нели, еволуција и напредок сме успеале да стигнеме до 1000 qubits, така, а ни се потребни 13 милиони qubits моќен компјутер за да го пробие алгоритмот на биткоин за 24 часа. Еве најдов и уште еден артикул кој што го потврдува ова. Значи вели, за да има шанса да проба да го направи ова, него му се потребни 317 милиони, че овдека е дури и повеќе, 317 милиони qubits до 1,9 милиарди qubits, за да може реално да има шанса да го пробие овој алгоритам. Значи, кога ќе видите каде сме и дека најмоќниот компјутер во светот е 1000 qubits, и тоа зборуваме на сите овие, пазете, значи IBM развива квантни компјутери, Google развива квантни компјутери, Amazon, Microsoft, Intel, D-Wave, Quantinum, Rigetti, Xandu и така натаму. Сите овие развиваат квантни компјутери и само една компанија успеала досега да стигне до 1000 qubits. Каде се, драги мои, 13 милиони? Од друга страна, една многу битна работа која што треба да забележиме. Algorand, како еден од оние проекти кои што навистина го ценам, веќе има направено заштита за својот блокчейн од квантна технологија, каде што со соодветно надградување на овој нели, блокчейн, кој што, како што кажав, е децентрализиран и глобален, значи вие сте дошле до ситуација каде што сте го заштитиле од потенцијално развивање на квантни компјутери. Ако тоа успеале да го направат на Algorand, истото може да го направат и на биткоин. Односно, што сакам да ви кажам? Биткоин има своји BIPs, односно Bitcoin Improvement Proposals, што значи дека како напоредно се развива технологијата, нормално така напоредно девелоперите кои што работат про боно на биткоин, а ги има доста, го развиваат и самиот биткоин софтвер, затоа што и биткоин е софтвер, така. Што значи дека ако успеале веќе да најдат заштита од квантна технологија, тогаш многу лесно ова ќе може да се интегрира и во биткоин, кога потенцијално би било закана, а моментално не е закана. Ние моментално гледаме дека нас ни се потребни, Господ знае, векови пред да можеме да разговараме за тоа дека сме стигнале барем до некоја компјутирачка моќ која што е блиску за да биде закана на биткоин. Се разбираме. И тоа не заборавајте дека биткоин е најстариот блокчейн, со најзастарен софтвер, со најзастарена технологија. А гледаме дека новите веќе имаат заштита од квантна технологија. Така да, оние кои што ви кажуваат дека постојат многу моќни компјутери кои што потенцијално би можеле да го пробијат алгоритмот на биткоин, очигледно не прочитале. И друга битна работа, не заборавајте дека биткоин, мрежата на компјутери и мајнери кои што моментално ја осигуруваат неговиот блокчейн, неговиот леџер, е најголемата на светот. И има најголема компјутирачка моќ, така речено процесирачка моќ, која што, тоест во оваа ситуација не е ни процесирачка, туку е нели она алгоритмична решавање на алгоритми моќ, како и да е сега, не знам како би се нарекува, така. Значи најголемата мрежа во светот со најголем број на компјутери. Па вие размислете дали навистина е тоа возможно, кога некој ќе ви каже, абе, даде ќе го хакнат. Да, нема проблем, како нема да го хакнат. Друга битна работа. Значи, за ова нема ни да зборувам многу, но е битно да се спомне. Значи, државите многу време го игнорираа биткоин, така? Значи, го игнорира. Едно време сватија дека не може да го игнорираат, може да се превземе нешто, така? Значи, прво сметаа дека тоа е нешто небитно, дека нема да има потреба да се нервираат околу вакви работи, така? Значи, никогаш нема да успее, така? За во 2021 година официјално една од најголемите земји во светот да мора да го банира, а тоа е Кина. Значи Кина банираше криптовалути, банираше биткоин и банираше мајнинг на биткоин, замислете. Но еве ви сега, значи ако запишете How can you shut down Bitcoin на Google, погледнете го одговорот моментално што ви го дава Google. Верувајте ми, ако имало начин до сега државите ќе се координираа, ако имало начин до сега државите ќе го направеа ова. Погледнете, вели. Иако вика постојат начини за да се банира или регулира биткоин,
надвор од неговото постоење, односно едноставно да се најде начин како да се забрани. Дали тоа ќе биде со банирање или ќе биде буквално едноставно да се најде начин како да биде регулиран кој што никој нема да може да го користи, нема шанса да успее. Од друга страна биткоин е целосно децентрализиран и било кој обид целосно да се исклучи биткоин, мора да биде направен со координација на сите влади во светот и во ист момент да бидат исклучени сите интернет конекции во светот. Што значи дека сите влади во светот, зборуваме сите земји во светот, мора да го исклучат целиот интернет во светот за потенцијално ова да успее. Знаете што е проблемот? Вие ќе го исклучите интернетот, ама вие сте го исклучили интернетот за сите, вклучувајќи ги самите влади. Во моментот кога интернетот ќе дојде повторно онлайн, значи овие мајнери во светот се синхронизираат и продолжуваат да работат како ништо да не било. Уште една многу поинтересна работа е фактот дека немаат ни потреба да чекаат интернетот да дојде. Зошто го велам тоа? Затоа што биткоин моментално има своји сателити. Така да интернет веќе не е потребен. Што значи дека и тој момент каде што вие сте имале потенцијална шанса земји кои што да седнат заедно, значи замислете сите земји во светот да седнат заедно, они нема да може да се договорат која боја е небото, а не да го исклучат интернетот од цел свет. Значи тоа е невозможно. Дури и некако тоа да успее, имате ситуација во која што моментално постојат сателити, чија што единствена работа е да ги поврзуваат мајнерите низ целиот свет, за да може да го синхронизираат овој леџер. Што значи дека автоматски ова опаѓа. Значи веќе нема никаков начин државите да го нападнат или пак да го забранат биткоин. Тоа би било моментално самоубиство од таа држава која што ќе проба да го направи. Еве ви прост пример, тоа што го направи Кина, значи буквално знаете што направи? Само еден блип. Значи во тој момент падна хеш рейтот на биткоин за некои 30-40%, затоа што во тој момент Кина посетуваше 70% од вкупниот хеш рейт во светот на биткоин. Значи дека 70% од сите мајнери во светот беа концентрирани во Кина. Што направи Кина? Предизвика пауза на тој бул маркет за 2021 година. Мајнерите се преселија кој во Казахстан, кој во Русија, кој во Америка, кој било каде и буквално продолжија со работа. И хеш рейтот за само неколку месеци достигна нов all-time high. Што значи дека државите нема начин како да го победат биткоин. Завршено е тоа. Значи надвор нивни раци. Немаат кого да уапсат, значи не постои никој позади биткоин, се разбираме. Оди најдете го Сатоши Накамото. Нема фондација која што може да ја затворат. Не е во една држава па да може да го банираат, глобален е. Значи дека толку. Државите веќе немаат шанси како да се борат против биткоин. Нема. Затоа и гледаме прифаќање. Значи само во моментот кога веќе немаат како да се борат против нешто, они се спремни да го прифатат. Тоа што јас го кажав на подкастот во каналот Пари, се сеќавате? Не е ова, за тоа да не ве лажат дека ова е направено затоа што као се свестиле, па као сака, не. Тоа е лага. Значи, они немаат друг избор, затоа што ако они не го регулираат и не на начин како сега да го прифатат, луѓето ќе почнат помеѓу себе да си функционираат на биткоин и ќе имате паралелен финансиски систем кој што е надвор целосно од ваша контрола. Они сега се обидуваат на добар начин да пробаат барем да го интегрираат во моменталниот финансиски систем, за да не дојдеме во ситуација каде што секојдневните луѓе ќе почнат да функционираат на блокчейн, а државите нека се секираат во што ќе функционираат. Се разбираме дали ќе биде тоалетна хартија во боја или CBDC. Што значи, единствена причина поради која што моментално земјите почнаа да го интегрираат крипто е затоа што немаат друг избор. Односно за прв пат во историјата обичните граѓани, секојдневните овие 99% кои што јас постојано го зборувам дека сите ние сме дел од тие 99%, дечките кои што растеле на коцка маргарин, тие се тие кои што победиле во оваа ситуација. И државата нема друг избор освен да го прифати ова што ние го наметнуваме овој пат, а тоа е блокчейн, биткоин и криптотехнологијата. Сега, една работа која што мене највеќе ме загрижува е корпоративното превземање на крипто. Тоа што ние постојано го зборуваме. BlackRock, Fidelity, Vanguard и така натаму. Зошто го велам тоа? Значи, не знам дали сте запознаени, но имаше буквално цивилна војна во биткоин. Зошто велам цивилна војна? Значи, ова е од 2015-2017 година, до сега практично најуспешниот бул маркет,
со исклучок на овој, останува да видиме дали потенцијално ќе биде уште подобар. Значи имаше буквално апла војна помеѓу корпоративниот дел кој што до тогаш правеше мајнинг на биткоин и секојдневните луѓе кои што ова го правеа, да речам, како хоби, некои професионално, но го правеа со многу помал, така речено, значи ова е на некој начин мали мајнери, така, значи јас, вие, некој дома ставил ASIC майнер и копа биткоин, така. Што е овдека проблемот? Значи проблемот е што секој блок на биткоин е 1 мегабајт, така. Што значи дека во него може да ставите доволно информации за да наполните 1 мегабајт и тој блок се затвара. Се разбираме, некогаш нема ни 1 мегабајт, некогаш има и помалку, зависи колку транзакции има, но битно е дека основните информации кои што вие ги запишувате во овој блок се транзакциите. Се разбираме? Сега каде е овдека проблемот? Големите играчи, барајќи да добијат, значи, поддршка од мајнерите, затоа што вие реално можете да го измените алгоритмот на биткоин доколку успеете да ги натерате сите мајнери да се приклучат на потенцијален хардворк, се разбираме. Значи со одреден хардворк со кој што вие го менувате софтверот, ако сите мајнери го прифатат ова и се приклучат на ваквото менување на софтверот, автоматски вие може да промените било што на биткоин, така? Но тоа е научна фантастика. Невозможно е. Знаете зошто? Првенствено човечката скржавост го пази биткоин највеќе од се останато. Значи, вие генерално, според оваа теорија, вие можете да ги натерате сите мајнери наместо 21 милион да го променат да биде 42 милиони, така? Еве да речеме дупло ќе го направиме биткоин, така? Значи да имаме многу повеќе биткоин. Но зошто би го направиле тоа? Кој е нивниот инсентив? Зошто они би си дозволиле да го променат алгоритмот на биткоин и да го променат овој финален број на биткоини, а може да го направат тоа ако се сложат сите заедно? На тој начин они практично само ќе си ја намалат вредноста на биткоинот кој што го имаат, така? Што значи дека вие никогаш нема да ги натерате да направат нешто негативно. Затоа што на тој начин они ќе си наштетат на својот капитал кој што го заработиле со работа на оваа блокчейн мрежа. Се разбираме? Значи тоа е главната работа која што секојаш треба да ја запамтите кога некој ќе ви каже абе ќе го промена. Не може да го промена. Еве ви прост пример. Значи имавме цивилна војна во која што имаше две страни. Едната е онаа корпоративна страна на big blockers и вторите small blockers, односно секојдневните луѓе како мене и вас. Која е разликата? Луѓето кои што се дел од овие big blockers, така речено овие големи майнинг компании, во која што спаѓа и Circle и Coinbase, само да ви кажам, значи само да видам каде беа запишани, овдека мислам дека беа спомнати, само да видам. Многу е битно затоа што сакам да знаете дека овие луѓе не се од вчера. Ево, Circle, BitPay, но овдека негде беше спомнат и Coinbase. Ќе го најдеме можеби понатаму. Како и да е. Идејата што е? Сакале да го зголемат блокот, значи сега реално јас не го следев ова во живо, да бидеме јасни, че во 2016-2017 година јас тогаш навистина се запознав со се тоа и не бев толку добро запознаен за да следам оваа така речено цивилна војна, но ова е навистина голема работа која што треба луѓето да знаат за биткоин. Односно, овие големи компании се обидувале да ги натераат, значи да речем мајнерите со нели кампања, со зборување, со предлози и така натаму, да го зголемат основниот блок, значи меморијата на блокот на биткоин. Уште еднаш. Фиктивно, теоретски, ова може да биде направено доколку сите мајнери се сложат, се направи хардворк и се промени алгоритмот, например, од 1 мегабајт да биде нешто повеќе. Односно, идејата била да се промени од 1 мегабајт на, само да ви покажам овде кој имаше тоа, ево, детално, во 8. Што значи дека 8 кратно ќе се зголеми големината на блокот. Нивната идеја била да се направи блокчейн кој што ќе може да има многу повеќе информации во еден блок и на тој начин нормално многу повеќе ќе може да се процесира во само еден блок. Се разбираме? Значи ќе бидат многу поевтини трансакциите затоа што ќе може да има многу повеќе трансакции во еден блок и вели тоа да се прави на секои 2 години додека големината на секој биткоин блок не е 8 гигабајти. И тоа би било потенцијално завршено во 2036 година. Значи тоа е предлогот кој што го имале овие big блокери и се нарекол Bitcoin XT. Сега каде е овдека проблемот? На тој начин вие ги елиминирате сите мали мајнери. Зошто е тоа така? Затоа што ако еден блок на биткоин е 8 гигабајти, а биткоин процесира на секој 10 минути еден блок, тоа значи дека на секој 10 минути вас ви требаат нови 8 гигабајти
за да го запишете овој блок. Затоа што вие треба да имате меморија за да го ставите целиот леџер на биткоин во било кое време. Со тоа што, само да ви објаснам колку голема разлика. Значи, ова се случува во 2015 година. Ако го ни го променеле уште тогаш блокот да биде од 1 во 8 мегабајти, очигледно немало да стигне до сега до 8 гига, но ќе бил негде, појма нема, можеби 1 гигабајт, така. И сега каде е овдека проблемот? Погледнете. Не успеале да го променат. Значи дека small blockers победиле, односно 99% од светот победил наспроти овие големи корпорации. Сега со оној основен, така речено, 1 мегабајт блок, ние имаме 605 гига е моменталниот блокчейн на биткоин. 605. Дали вие имате представа колку би бил голем овој леџер моментално, ако они успееле да го добијат тоа што го барале. Со тоа што смол блокерите очигледно го одбиле ова барање и они имаат некој друго барање каде што има практично предлог да се зголеми само на 2 мегабајти, со тоа што повторно овдека само го менуваат начинот на кој што се формира еден блок и клучевите, така речено, се нели као на некој паралелен блок. Идејата е пак се зголемува блокот, но во оваа ситуација нормално е на многу по-минимално ниво, затоа што они се свесни дека доколку го дозвола тоа, автоматски поголемиот дел од малите мајнери веднаш отпаѓаат од игра. Затоа што вие не можете да имате, како што веќе кажав, нели, толку голем обем на меморија за да го покриете тоа, а големите играчи тоа многу лесно може да го постигнат, се разбираме. И затоа во оваа ситуација смол блокерите, како што се нарекуваат, односно оние кои што не сакале промена на самиот блок кој што така бил направен од Сатоши Накамото со причина, практично победуваат. Сега овдека во целата оваа војна, значи имаме нус појави како Bitcoin Classic, како Bitcoin Cash, тоа е уствари решението на големите играчи, кои што после овој неуспешен договор во Њу Јорк во 2017 година, практично прават hard fork и се одделуваат од биткоин во Bitcoin Cash. Значи они си направиле hard fork, дел од нив се на некој начин пренасочиле кон Bitcoin Cash, кој што првенствено е нарекуван Bitcoin ABC уствари, но ако мене ме прашувате, еве сега дали ви е јасно зашто постојано изборувам дека Bitcoin Cash е буквално руинирана верзија на биткоин, која што во денешно време буквално е поседувана од големи корпорации, така. Каде што го зголемиле блокот на 8 мегабајти. Браво, супер. Но како и да е, поголемиот дел, не поголемиот, 90% од мајнерите и понатаму останале да бидат практично на стандардниот начин, односно блокот да биде еден, потоа променет во 2 мегабајти. Така да во оваа ситуација, ова е потврда дека уште еднаш ќе кажам. Значи, секојдневните луѓе кои што вршат мајнинг на биткоин, ни по точка разно не би дозволиле, значи, превземање на биткоин од страна на големите играчи. И овие пулови кои што моментално ги гледаме, тие пулови не се приватно поседувани од страна на една корпорација, така. Значи тоа е пул во кој што вие се приклучувате со вашата соба мајнер, така. Што значи дека ако утре вас тоа не ви се топа и ги гледате дека ваквото приклучување на тој пул предизвикува да има преголема моќ или да пробаат да направат нешто врз самиот алгоритам, автоматски вие ќе се излезете од тој пул, ќе се приклучите на некој многу помал. Сега, ова исто така води кон уште еден проблем кој што се нарекува 51% напад. Значи гледаме сега дека и самите луѓе кои што работат на биткоин не би го промениле поради личен интерес. Така, што значи дека до сега што имаме? Компјутерите ни по точка разно не се доволно моćни за да го уништат биткоин. Државите не можат да го уништат биткоин, помина тоа време, завршена приказна. Самата структура на луѓе и мајнери кои што работат нема да го направат тоа поради свој личен интерес, така, значи ништо не ве штити како свој личен интерес. И последната работа која што потенцијално би можела да направи некаков проблем е напад од 51%. Напад од 51% значи дека доколку некој има контрола, сега затоа ви реков она околу пуловите, така, доколку некој има контрола над повеќе од 50, односно барем 51% од вкупната мрежа на мајнери во светот, потенцијално има, значи не потенцијално, туку нормално, затоа што имате 51%, вие практично можете да направите буквално да се промени овој алгоритам или да направите така речено да имате сосема друг тек на блокови кои што вие ги контролирате, затоа што 51% од мајнерите го потврдиле овој блок, автоматски вие веќе од тој момент натаму
Како контролирате биткоин, блокчейнот или било кој друг? Сега, помалите блокчейни, теоретски, со доволно пари, ова може да се направи. Зошто? Ако купите доволно мајнери, за вие да имате 51% од вкупниот хешрейт на овој Proof of Work блокчейн, вие автоматски можете да го превземете тој блокчейн, така? И истата ситуација е и за Proof of Stake, во оваа ситуација е помалку, односно 30 и нешто проценти, со тоа што во оваа ситуација ако земеме Ethereum, вие треба да имате 34%, така, значи од вкупната Proof of Stake, сега зборуваме, треба да поседувате 34% од вкупниот стейк Ethereum и во исто време да имате нодови во вкупна количина од 34%. Со тоа што овдека некој седнал многу паметно, направил математика, значи 16 февруари 2024 година. Вели, потребни ви се од 5 до 20 милиарди долари само за да купите биткоин мајнери, за да имате шанса да направите потенцијално 51% напад. И околу 34 милиарди долари за да го нападнете Ethereum, затоа што Proof of Stake, како што може видите и сами, е многу по-напреден, така, како во оваа ситуација консензус механизам. Сега, како го објаснуваат тоа? Значи, кога станува збор за, се вратиме прво на самиот биткоин. Значи, вие моментално, и тоа овдека многу лесно е направена оваа математика, значи ASIC майнери треба да купувате, така? Значи, вие треба да купувате најновиот во оваа ситуација до февруари 2024 година е Bitmain S21, вели потребни ви се околу 5,6 милиарди долари со цел да почнете да купувате најбитните, зборуваме сега најдобриот модел, така? И еден модел е околу 2224 долари, а треба да купите околу 2,5 милиони машини. Знаете каде е овдека проблемот? Прво, вие треба да бидете целосно корелиран со овој кој што го произведува, затоа што ако он треба да ви произведе 2,5 милиони машини, тоа значи дека треба само за вас да работи. Автоматски други нема да остават тоа така да биде, што значи дека сите други ќе почнат да купуваат исто така, се разбираме. Значи, ако овој, да речем, капацитет кој што произведува ASIC майнери работи само за вас, другиве кои што постојано ги зголемуваат своите мрежи, односно својата hash power, така, они ќе почнат да купуваат од друго место, се разбираме. Значи, првенствено, колку повеќе ги купувате вие овие машини, толку повеќе истите ќе бидат скапи. Се разбираме? Што значи дека ако некој сака да купи 2,5 милиони машини ASIC майнери, автоматски он сам на себе си ќе си ја крене цената. Се разбираме? Од друга страна да не забораваме дека поголем дел од производството на овие капацитети како Nvidia и некои останати кои што произведуваат ASIC майнери се веќе закупени во следните 5 години. Значи не е возможно ова да го направи, не е физички возможно, се разбираме. Зошто го велам тоа? Затоа што како излегуваат нови модели? Овие големи корпорации веќе ги закупуваат, дали е Riot Mining или било која друга од оние големи майнинг компании, они веќе ги закупуваат. Значи во наредните 3 месеци они ги купиле сите машини, се разбираме. И сега кој да испадне нов компетитор на пазарот, буквално доаѓа друга компанија која што купува од него, се разбираме. Значи вие ако почнете да купувате толку голем обем на машини, вие сами на себе си ќе си ја кренете цената на овие машини и нема да можете, значи нема да ве кошта 5, ќе ве кошта 55 милиарди. И тоа нема да ви биде доволно. Затоа што уште еднаш не заборавајте дека овдека прво треба да имате капацитет каде ќе поставите 2,5 милиони машини. Во исто време сите го гледаат ова, се разбираме. Што значи дека оние кои што ви се конкуренција нема да ве остават вие само да го нападнете биткоин и да го превземете, така? Значи нормално овие луѓе кои што се конкуренција, кои што главниот бизнис им зависи од биткоин мрежата, ни по точка разно нема да ве остават ова да го направите. Кога станува збор за Ethereum, вели, потребно ви е да имате 899.840 валидатори и да имате 28,8 милиони Ethereum, тоа е очигледно 34%, затоа што имаме околу 120 милиони вкупно, значи треба да имате толку Ethereum вие лично. И сега каде е овдека проблемот? Како вие купувате Ethereum? Исто како што зборуваме за машините на биткоин. Колку повеќе Ethereum купувате, толку повеќе сами на себе си ја кревате цената, затоа што вие предизвикувате да нема доволно Ethereum на пазарот. Што значи дека ако вие сакате да купите 34% од овој коин, вие како купувате, така се повеќе и повеќе се качува цената, вие нема да имате доволно пари на светот за да го купите овој Ethereum. Се разбираме? Значи ова е невозможно. Ако било, верувајте ми, 20 милиарди се ништо за ова да го направи BlackRock. Така? Значи BlackRock има 10 трилиони.
Ако BlackRock, некој од BlackRock видел дека вакво нешто е можно, верувајте ми, до сега ќе беше BlackRock Bitcoin. Ќе беше BBB. Така. Невозможно. Значи, самата економија нема да ви дозволи да успеете ова да го направите. Што значи дека, ако сумираме се од првиот дел на ово што моментално го анализиравме, имаме што? Имаме. Државите не можат ништо да му направат, гледаме дека веќе го прифаќаат. Не можете да го нападнете со купување на машини или со во оваа ситуација на Ethereum, например, со купување на самиот Ethereum, така. Не можете да го измените преку луѓето кои што работат на него, баш поради таа скржовост и личен интерес, и немате доволно јаки компјутери за да го нападнете. Значи, што ви останува? Сега, еве го тоа што го зборувам јас. Значи, прво го игнорирате. Така, од 2009 година, луѓе копаат по подруми некои дечишта таму се занесуваат. После им се смеете, ха, вие се занесуваат, ќе правеле пари, ќе правеле паралелен финансиски систем, ќе правеле, после пробувате, нели, банирате, па не измислувате закони, па не може, па не знам шо, и на крајот дека победувате. И сега што правиме? Сега биткоин моментално е на сечија уста во сите закони, значи моментално имате еден куп председателски кампањи во кои што луѓето се напреваруваат кој повеќе ќе биде про крипто, затоа што секојдневниот народ сака крипто, не сака CBDC, не сака тоалетна хартија во боја, така наречена кеш, сака крипто. Сега што правиме? Сега момци, ево овдека сме, гледате каде се наоѓаме, ево овде. Сега одиме на вториот дел кој што е многу битен, односно сега ќе видиме што прави една земја за да има војна. И тоа нормално нема подобар пример од Мурика. Значи Мурика ви е, драги мои, буквално најголемата терористичка организација во светот. Со тоа што сега ние ќе покажеме дека ова не е првенствено нова идеја, значи оваа идеја да се одземе така речено моќта на една држава да принта пари е буквално да и се одземе моќта да прави што сака. Се разбираме? Значи, ако тоа и се одземе, вие автоматски државата нема да има друг избор, освен да бара дозвола од вас за тоа што го прави. Сега, значи, зошто е ова толку битно? Вели, направете војната биде непрофитабилна. Сега ќе погледнеме еден дечко, кој што секоја чест, тоа е Хенри Форд, односно Форд фабриката и Форд марката е буквално негова собственост. Каде што овдека овој артикл многу добро тоа го објаснува, значи овдека кажува за тоа како, само да видам уште кога е ова сега, мислам дека овдека е напишано и годината кога ова се случувало. Значи јас сум запознат со овој концепт, но не толку детално како што се запознав сега, да речем. Значи Хенри Форд верувал уште во 1924 година дека може наместо да се дозволува на банките да го регулираат целиот монетарен систем, тоа да биде направено преку правење на валута која што ќе биде поврзана со природни ресурси, но не злато. Природни ресурси, но не таков тип на рудно богатство. Туку, буквално ова го зема како пример, вели. Значи, имало потреба да се направи некоја си брана, така наречена Вилсон брана. Каде што Форд, значи пак ќе кажем, ова е оној конгломерат, ова е огромен капиталист, кој што имал значи Форд до ден денеска е една од најголемите производствени капацитети на автомобили во Америка, така. Сега вели. Значи, при изградбата на оваа брана, Форд предложил многу интересна идеја, каде што вели, оваа брана може да се плати сама за себе си. Со тоа што државата имала идеја да собере преку нормално обврзници, значи продава обврзници на своите граѓани, да собере 30 милиони долари, кои што потоа ќе ги искористи за градење на оваа брана. Форд вели вака, не, ќе изградиме оваа брана, а браната сама по себе ќе плати за своето градење преку низиното произведување на струја. И вели, замислете ако направиме валута, значи од овдека сега веќе потекнува и неговата идеја која што ја предложил така речено како нов економски систем во 1924 година, замислете. Вели, да имаме енергетска валута и оваа енергетска валута да биде поврзана во однос со тоа колку оваа брана може да произведе електрична енергија во 1 час, а тоа да биде еднакво на $1. Значи, наместо тоа да биде сметано во злато, дури да било сметано во злато, да бидеме јасни. Значи, ако не го тргнеле златниот стандард, значи Америка ќе била во многу поинаква ситуација моментално денес. Но, каде е овдека проблемот? Вели не,
да се свртиме кон енергенс за замена за платежно средство. Како што вели. Во однос на тоа колку можеме да произведеме. Не мора да биде енергија, но овде кај зема енергијата како единица. Вели, колку енергија можеме да произведеме од оваа брана во еден час, која што ќе биде еднаква на $1, да речеме 1 мегават еднакво на $1. И на тој начин колку енергија можеш да произведеш, толку пари имаш. Се разбираме? Што значи дека автоматски се ставаш во ситуација да мораш да произведуваш повеќе за да имаш повеќе пари. Така. Значи, неговата идеја денеска е буквално тоа што ние го гледаме во биткоин. Затоа што моментално вие добивате пари, односно биткоин, во противвредност на тоа колку хешрейт обезбедувате. Значи, колку енергија внесувате во овие мајнери и во однос на тоа кој ќе успее да ја реши оваа алгоритмичка задача ја добива наградата. Така, што значи дека повторно вие добивате награда за користење на електрична енергија за овие машини да решат алгоритм. Така. И сега каде е овдека интересниот дел? Он верувал дека веднаш ќе престанат војните во светот ако се свртиме кон валута која што е базирана на енергија. И навистина е во право, јас сега тоа ќе ви го докажам. Затоа што јас ќе ви покажам што прават сега, посебно оваа терористичка организација така наречена Мурика, и како тоа веднаш ќе престане ако го нема правото да принтаат пари. Со тоа што не заборавајте, на крајот од ова видео имате две опции. Едната е или да се базираме на биткоин и да нема право веќе централниот ентитет, така наречено Федерална резерва или Централна банка да принта пари, или пак обратно да им дадеме целоста контрола преку CBDC и тоаш Господ нека ни напомош. Значи тоа е, веднаш ви кажувам уште пред да дојдеме на самиот крај, значи тука се двете алтернативи, трета нема. Сигурно ќе биде едното или другото. Вели, дали сакате да знаете вика која е причината за војна? Тоа е вика капитализмот. Тоа е вика алчноста. The dirty hunger for dollars. Вика нечистиот глад за долари или би рекол гадниот глад за долари. Вика ако го извадиш вика капитализмот, вика ќе запре вика целата војна во светот. Капитализмот не е, драги мои, позитивна ствар. Капитализмот е крајно негативна ствар. Капитализмот води до целосно користење на сите ресурси околу нас. Само за да се направи некако си фиктивен долар во тоалетна хартија во боја. Се разбираме? Значи капиталистите се во состојба се да искористат без да размислуваат за утре, само за да се направи долар. Се разбираме? И не победил капитализмот. И не изгубила планската економија, верувајте ми. Разликата е во тоа што луѓето не разбираат зошто е толку битна планската економија. Посебно за овие зелени агенти денес кои што ни ги предаваат дека зелено мораме да пазиме на да. Значи тоа социјалистите и комунистите оттаму го разбрале. И сега нормално многу од вас ќе јадат гомна тука дека не мало за јадење, дека сите социјалистички земји пропаднале и така натаму. Значи вие сте дами и господа од Југославија, која што е прост пример дека не е вистина, но нема да навлегуваме во тоа, е сосема друга тема. Само еве ви од капиталист, значи ви кажува дека капитализмот ви е главниот проблем. Со тоа што вели, ова е најбитниот дел. Покажи ми вика кој профитира од војна и јас вика ќе ти кажам како да ја запреш војната. Сега јас ќе ти кажам, не Хенри Форд, туку јас ќе ти кажам како да ја запреш војната. Значи сега треба да покажеме прво како се води војна. Се разбираме? Значи од каде овие пари, кој ги троши, што се случува, сето тоа ќе го покажеме моментално. Ова се, значи, најголемите производители на оружје во однос на тоа колку приход имаат, замислете, колку приход имаат и сега ова е во 2021 година. Техничарот ми се возбуди малку. Добре. Техничарот спие, добре. Каде што погледнете, првите 5 се морикански, па имате Обединетото кралство, па имате неколку кинески и се продолжува пак американски, но овие први 5 се многу битни. Че овие до ден денеска се уште истите. За жал, значи 2023 успеав да најдам податок, но овие статиста треба да ги плакам, нема поента, истата ситуација. Прилика буквално се и истите профити, верували или не. Значи сега битно е да покажеме поентата. Значи нема разлика. Истите 5 биле во 2021, истите 5 биле во 2023, истите 5 се денес. Но погледнете колку годишно истата, верували или не, 60 и нешто беше и во 2023 година, милиарди, 60 милиарди ревенју
Значи ова е промет, така, нели, не е директно профит, туку промет, 60 милиарди. Втората, американска, 47, третата, 33, Боинг. Не забравяйте, ова е цивилно воздухопловство и воздухопловство за Вселената. Во исто време, 33 милиарди од воени цели, така, воено производство. И овие две по 29 и 26. Сега, од каде се тоа? Значи, кој им го дава? Они не може туку така само да почнат да продаваат, се разбираме. Значи, кога станува збор за оружје, кога станува збор за голем калибар на оружје, тоа може да биде нарачано само од земја, за себе си или за друга земја. Се разбираме? Со тоа што зошто велам дека е најголема терористичка организација во свет? Затоа што никој не произведува и никој не троши на наоружување како мурика. Сега, вели во 2022 година, првите 5 американски производители на ова се приватни, ова не се државни, ова не е во собственост на Америка, се разбереме, ова се приватни компании. Заработиле 196 милиарди долари за производство на оружје. Во 2022 година, не заборавајте, 2022 година е почетокот на конфликтот во Украина. Така. 2023 година, ќе ги земеме само од конфликтот на Украина. 2023 година, вели, од вкупниот буџет од 858 милиарди долари на Мурика, само за 2023 они потрошиле 858 милиарди долари на војна. Така, на војна. Вика, половина од 400 милиарди долари биле дадени на кого? На приватните дефенс контрактори, односно на Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman и General Dynamics. Значи, овие си испечалиле во 2022 година 196 милиарди, а во 2023 400 милиарди. Дупло. Сега. Да видиме како изгледаат акциите на овие компании. Со тоа што ова е Lockheed. Така, погледнете. Lockheed, ова е почетокот на војната во Украина. Значи, јануари, февруари 2022 година. Од тој момент, Lockheed Martin, како сакате, успеал да достигне 73% раст на своите акции. 73%. За 2 години во стокс, односно во акции, тоа е научна фантастика. Значи, ова не се случува, освен ако не сте измислили, не знам, лек за рак. Или пак ако не сте измислили нова војна и сте во бранбениот сектор на Мурика. Така. Втората која што спомнавме овдека, а тоа е Raytheon Technologies, значи ова може многу лесно да го проверите. Сите овие кои што ги добав јас овдека може и сами да ги најдете. Погледнете, од моментот кога почнала војната во Украина до сега е 48,3% во профит. Следната компанија ние ја земав Northrop Grumman, затоа што Boeing е и цивилна компанија, така да нема да биде фер дека нели нормално акциите не растеле и не паѓале само од војна, затоа што имаат и многу големо цивилно производство. Така, со тоа што овдека можеме да видиме, значи како и растеле, погледнете, значи колку пораснале од прилика од претходните години, но нема да навлекуваме во тоа. Следна рековме Northrop Grumman. Така, Northrop Grumman е ова, кој што ја гледате овдека, NEOC. Ако ги споредиме од тоа каде била и каде е моментално, е 46, а успеала да достигне неверојатни 51% во најдобрите моменти од нели оваа војна. И последната која што овдека видовме, а тоа е General Dynamics, уште една воен контрактор, кој што моментално исто така може да се пофали, само момент, со неверојатни 54%. Кој мислите дека инвестира во овие? Кој ги купува овие акции? Што мислите, ги купува Русија? Кина да ни ги купува овие акции? Не, истите тие сенатори, истите тие конгресмени кои што носат одлуки за нов пакет оружје за Украина, нов пакет оружје за Израел, нов пакет оружје за Тајван, нов пакет оружје за Јужна Кореја. Тие се тие кои што ги купуваат овие акции. И потоа нормално, што е следно, треба да најдеш војна, така? Значи, вие имате затворен круг на политичари кои што ги носат овие пакети, дека треба да се прави оружје, и во исто време нормално објавуваат војни, наоѓаат конфликти и така натаму, а од друга страна ги имате производителите на оружје, кои што тоа има работа. Значи, јас ќе ти платам тебе за кампањата и ќе купиш акции во мојата компанија кои што ќе пораснат откако ти ќе најдеш војна,
А ние после тоа ќе добиеме договори за да произведуваме оружје за таа војна, така. Значи ова не е ништо ново. Зошто го велам тоа? Ова не е од вчера. Значи ако погледнеме од завршувањето на 45-та година, ова се само големи конфликти на Мурика. Се разбира, че ова е Мурика, така, Мурика да писвал, Мурика да демократик. Значи да видиме на колку места Мурика има донесено демократија од завршувањето на Втората светска војна, нема ни да навлегуваме во дополнителни конфликти во кои што биле замешани. Исклучиво војни во кои што нели истите биле главни актери. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и ова е до 2019 година. Што значи дека овдека нема Сирија, тоа е 19, Сарија има Сирија, се извинувам, 18, значи што немаме овдека, само да видам? Либија, тоа е последното, нели, кај што помагаа на Гадафи, му помогнаа очигледно, и сега нормално во најново време ги немаме Украина и Израел. 21 голем конфликт од Втора светска војна. Значи они успеале да направат 21 војна, зборуваме војна, значи не зборуваме за мали конфликти. Кај ни е крајот кога ги броиме малите конфликти во кои што се замешани. Од 45-та до 2024 година. Значи немаме ни 100 години, они успеале 21 војна да направат. Се разбираме? Зошто мислите дека направиле 20 војна? Доминација во светот, профит батиња, профит. Сега, значи сега видовме кој профитира. Значи го одговоривме прашањето зошто и кој. Така, сега знаеме точно кој профитира од сето. Значи, профитираат самите политичари во Мурика, затоа што директно поседуваат многу големи количини на акции во овие компании, а во исто време овие компании прават енормни профити, затоа што истите тие политичари наоѓаат војни, потоа гласаат пакети за носење демократија и нормално демократијата ја пакуваат во тенкови, во хеликоптери, во калашникови, во гранати, во најразличен тип на проектили и како таква оваа демократија се доставува во подрачје кај што нема доволно демократија со цел да ги демократизираме, така како што моментално издемократизира половина милион украинци. Целосно се демократски закопани во хоризонтала, по-демократски не може да биде. Како што моментално убија 46.000 цивили во Палестина, од кои 16.000 деца по-демократски здрави. Значи, со демократија идете, колку ти треба бомби, бато? 1000, денеска само 1000 ќе ти доставам, нема проблем. Само ти демократски, цела Палестина, хоризонтала. Сите демократски да бидат во иста позиција. Така. Сега ако тврдивме тоа, така, значи јасно ни е. Сега зошто не име гајле? Тоа е најбитниот дел. Зошто не име гајле? Значи многу луѓе нели се прашуваат, чекај, како не име гајле? Значи како ова може ли да продолжи вака? Има ли некаде да запре се тоа? Сега ќе ви покажам како ќе запре. Значи ова се муриканскиот буџет за војна од година во година од 1960 година до 2024 година. Каде што од 47 милиарди достигнал неверојатни 877 милиарди во текот на 2024 година. Значи сега имаме дури поголем. Претходната година бил 800, сега е 876. Значи они скоро само што не достигнале 1 трилион за војна. И сега ова е буџет кој што е само за нивната војска. Значи овдека не ги ставаме пакетите оружје за Израел, пакетите демократија, оружје за Украина, пакетите демократија, оружје за Тајван. Не. Ова е само за нивната војска и за производство на оружје. Така, 877 милиарди долари. Така, да видиме сега дали прво уопште они може да се го дозволат тоа. Значи, да видите како демократски Америка има поголем буџет во 2023 година, поголем буџет за производство и плаќање на воен кадар од останатите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 најголеми воени сили во светот. Значи 10 најголеми воени сили во светот, вклучувајќи ги Кина и Русија, нема заедно толку пари потрошено колку што има потрошено Мурика во 2023 година. Демокраци, брудерхуд, така. Само на демократија се мисли, само на слобода се мисли. Сега. Каде е сега овдека главниот проблем? Че ви имате warmonger, буквално, че ова е копиле кое што мисли само на тоа каде е следната војна.
Зошто? Зошто? Затоа што овие пари кои што овдека се прават, влегуваат највеќе во џебовите на политичарите, кои што гласаат, бараат војни и сето тоа нормално го прават во еден круг. Зошто велам дека е магепсан круг? Затоа што овие политичари буквално ја држат Федералната резерва за мадиње, што значи дека они може кога сакаат да ја принудат Федералната резерва да принта пари. Така. И ова е многу битно. Тука е сега проблемот. Пари можете да принтате, биткоин не можете, но ќе стигнеме на тој дел на крај. Сега вака. Како изгледа моментално годишните примања на Америка, односно колку собира од даноци, а колку троши? Каде што можеме да видиме дека уште од 2000 година, ние имаме многу повеќе трошење отколку што имаме примања на Америка. Па затоа и нормално овој дефицит на буџетот на Америка буквално предизвикува нејзиниот долг да достигне неверојатни 35 трилиони, и тоа пазете, ова беше пред една недела беше 35,3, сега е 35,6 трилиони долари. Сега, каде е овдека проблемот? Вие имате приходи во Америка, ако споредиме од 1980 година во просек до денеска, 2024 година, значи вие немате 4, туку имате 3 оприлика трилиона во просек приходи од даноци. Се разбираме? Еве, дури ќе им попуштам, нека се 4 трилиони, еве ќе им попуштам, денеска сум расположен, така. Што значи дека од 4 трилиони вие практично давате 1 трилион само за војна. 1/4 од вашиот буџет давате за војна. Значи, дали вас ви тоа нормално? 25% од се што ќе соберете година, вие давате за војна. Врз сето тоа, значи освен тоа што вие давате 25% од вашиот буџет за војна, вие давате 25% од вашиот буџет и за да платите камата на долгот кој што го имате од 35,6 трилиони. И тоа оваа камата, како што може да видите, е званично сега. Добра, сега ова е 2024, значи они мислеле дека во 2023, сега го достигна. 2024 официјално во април го достигна 1 трилион камата на моменталниот долг на Америка. И нив не им чуе. Уопште не им паѓа на памет, чекајме луѓе, дај да запреме, не можеме како. Значи од 100% данок кој што сме ги земале, нели, даноци од оваа година, ние 50% трошиме само на плаќање на камата на нашиот долг и 25, односно половина од ова го трошиме на војна. Значи буквално оди во чар, така. Од друга страна, секогаш кога ќе достигнат до ова ново ниво, затоа што они фиктивно имаат ограничување колку смеат да трошат, така. Ова е тоа, се нарекува debt ceiling. Односно, со така речено закон во Конгресот се утврдува дека, например, во 2000 година, значи debt ceiling бил негде околу, колку е ова, да речеме, 7 трилиони, така. Што значи дека во 2000 година не смеле да потрошат повеќе од 7 трилиони. Но што се случува? Секогаш кога имаат потреба да произведат нови пари, да се задолжат уште повеќе, они што прават? Они само го зголемуваат овој debt ceiling, или тоа би бил, како да кажам, краен долг, значи, или горна граница на долгот, или таван на долгот, како сакате. Каде што гледајте дека ова не е прв пат, значи они тоа го прават постојано. Секогаш кога треба да се задолжат малку повеќе, само го подкреваат уште малку овој debt ceiling, каде што од 2020 година до сега успеале да стигнат од 7 трилиони до 35 трилиони. До 35 трилиони. Значи, цели 5 пати го зголемиле својот долг како држава. Цели 5 пати. Каде што во 2000 година они имале долг во однос на својот бруто домашен производ од 56%, сега има 129% од својот бруто домашен производ во долг. И сега, еве да ја прашам вас, кога ова ќе ви го представи некој, ова е најголемата економска сила во светот, не заборавајте, Мурика е, нели, грми. И сега, ако вие сте граѓани на оваа држава, и ако јас овој го представам, и сега ви викам вака, правиме референдум и бараме граѓаните да одлучат дали ќе имаме војна, дали ќе испринтаме нови пари, односно дали повторно ќе го подигнеме, како што тоа го направи. Сега пази, па имаат и уште една интересна работа. Не само што го подигаат, туку и го суспендираат. Погледнете,
Они имаат периоди во кои што целосно го суспендираат, значи овој највисок момент до кој што може да биде задолжена државата, каде што тоа го прават со некаква си причина од типот као имаме пандемија или имаме војна или не знам што, но може да видите што се случува, значи со долгот кога е суспендиран. Значи истиот расте експоненцијално. Односно, вие го суспендирате во наредниве 6 месеци, што значи дека владава зима, го пушта принтерот на шеска и вика, баце, пичи, пари требаат, суспендиране, може, нема проблем, ќе се задолжиме. Добро, во оваа ситуација не е нормално директно принтање на пари, со оглед на фактот дека они продаваат обврзници за да се заложат, нормално, преку својот трежери, но идејата е дека на крајот од денот, секогаш кога овој долг бил суспендиран, гледаме дека тоа е мода од 2000 и така речено, овдека би рекол 12 година. 2012 година наваќе погледнете дека буквално по големиот дел од времето горната граница на овој долг била суспендирана. Значи имаат одврзани раце да се задолжуваат колку сакаат. Дали вие ако сте граѓани на оваа земја, ова ќе ви биде нормално? Значи сега моментално вие сте успеале 5 пати од 2000 и како што веќе кажавме овдека, значи од 2000 година до сега за 24 години вие сте го зголемиле 5 пати државниот долг. И никој не одговара, значи буквално они само продолжуваат. Гледаме дека со уште позабрзано темпо се задолжуваат, така. Но зошто е сето тоа? Значи каде е главната причина? Зошто они може да го прават тоа? Затоа што имаат контрола врз принтањето пари. Значи Федералната резерва која што треба да биде независна, оди на друг кажете му дека е независна, како и централните банки во било која земја се директно поврзани со политичарите, односно политичките субјекти кои што владеат оваа земја. Влада, крал, што сакате. Исти курац, односно принтаат секогаш кога на државата и треба нови пари. Кој плаќа за ова? Плаќаат секојдневните граѓани. Плаќате вие, тоа е инфлацијата. Практично они може да испринтаат колку сакаат пари, а вие ќе си ја покриете таа инфлација затоа што овие пари ќе предизвикаат цените на пазарот да пораснат. Сега нема да налогуваме во тој дел, што е одека битно. Клучниот момент. Никогаш нема да може да се задолжа повеќе доколку Федералната резерва не може да испринта пари и потоа фиктивно преку комерцијалните банки да направи онаа размена каде што, нели, практично Федералната резерва купува обврзници од сопствената влада, а за возврат ги дава овие ново испринтани пари, каде што комерцијалните банки земаат некој мал профит за да ја обезбедат оваа трансакција помеѓу Федералната резерва и моменталната влада. Што значи дека автоматски вие имате rigged систем. Значи ова е како оние машини во коцкарница каде што знаете дека не може да видите на крајот профит, се разбираме? Значи нема шанси, затоа што тоа е наместено да куќата секогаш победува, се разбираме? Затоа што вие сте дале целосна контрола врз монетарниот систем. Што значи, истите овие гомна од политичари секогаш ќе бидат на страната на овие кои што произведуваат оружје и нив, значи едноставно имаат машина за пари. Машина за пари има. Зошто го велам ова? Значи како функционира кругот? Политичарите наоѓаат негде причина за нова војна. Нема доволно демократија во Украина, сега ќе ги донесеме. Значи во Украина сакаат демократија, им сметаат русите. Сега не навргуваме кои се причините зошто довеле до војна, битно довеле до војна. И сега велат, ние мораме да помогнеме на Украина, така. Во исто време, кога кажуваат дека мора да помогнат на Украина, сите овие гомна од политичари прво што прават и си докупуваат акции од Lockheed Martin, така. Значи си докупуваш акции затоа што знаеш дека почнува војна во Украина, знаеш дека ќе има огромно произведување во Lockheed Martin и знаеш дека твоите колеги конгресмени заедно со тебе ќе гласаат за како што гледавме овдека, значи да добијат 400 милиарди долари грант од државата за производство на оружје кој што ќе биде искористено за демократија во Украина, така. Сега што се случува? Овие 400 милиарди влегуваат во овие производствени компании, они добиваат енормен профит. Политичарот кој што си купил акции во Lockheed Martin енормно добро добива профит во овие акции. Во исто време не заборавајте на многу битна работа, истите тие компании кои што моментално ги видовме, а тоа се овие 5 конгломерати, така, се и луѓето кои што финансираат вашата кампања. Значи во Америка тоа така функционира. Политичарите се директно поврзани со овие производители на оружје и буквално секогаш кој има потреба само го зголемуваат овој debt ceiling, се задолжуваат уште повеќе, уште поголем буџет за војна
И нормално, секогаш има пари. Односно, народот е тој што плаќа на крајот. На политичарите не има гајле. Они сега моментално заработиле од акциите на овие компании, загарантирале следен мандат за тоа што погледнете сега. Овдека рековме дека најголемите се Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop, General Dynamics. Така, Lockheed Martin, Boeing се третиот и четвртиот финансиер на господинот Портокалов орангутан. Да видиме дали некој друг има. Northrop Grumman, така, Northrop Grumman, Northrop Grumman, единствено мислам дека фалеше и Raytheon е тука, не се секирате, сите се тука, еве ги Raytheon, единствено што не успеав да најдам е оваа компанија, а тоа е General Dynamics, не ја најдов ниту кај овој Портокаловиот орангутан, ниту ја најдов кај оваа ретардиранава Камила. Односно, не се секирајте и она е тука. Boeing инвестирал и во Камала Харис. Со тоа што мислев дека најдов уште еден, само дајте ми момент да видам. Не. Добро, грешка сум, како и да е, но еве го, тука е Boeing, не се секирајте, значи на двете страни. А не, и Raytheon беше исто така кај неа. Мислам дека го најдов, само дајте ми момент да видам. Добро, во оваа ситуација не е, но идејата која е? Ако они се наоѓаат во овие претседателски избори како едни од најголемите финансиери, дали вие мислите дека тоа не е истото и за сите конгресмени, за сите сенатори, чија што работа е, кога ќе бидат платени од овие компании за нивните кампањи, да одат да најдат нови војни? Значи, ние имаме еден магичен круг во кој што политичарите наоѓаат војни, ги предизвикуваат овие војни, потоа ги форсираат овие финансиски ентитети кои што се независни, како централни банки, како федерални резерви, да продолжат да принтаат пари, кои што потоа се даваат кај истите овие говеда, за да произведуваат оружје, за овие оружје да отидат негде за да донесат демократија, а во исто време овие политичари дупло донесуваат профит во собствениот джеб со инвестирање во овие компании и купување на нивните акции. Дали ви е јасно кој е овој магичен круг? И овој магичен круг никогаш нема да престане. Никогаш. Се додека не го одземете ова право на централните ентитети да принтаат пари. Се додека вие оставате централен ентитет кој што е под директна власт на влада, на што и да е, крал, што сакате нека биде, олигарси, не е битно. Истата ситуација. Овој магичен круг на војна нема да запре. Дури ќе биде многу полош. Зошто го велам тоа? Затоа што сега нас не обидуваат дека затоа што до сега направиле толку добра работа. Значи, овие финансиски ентитети кои што се независни, кои што многу се загрижени за секојдневните граѓани, како што најголемата економија во светот има долг од 35,7 трилиони долари и камата од 1 трилион, каде што од 4 трилиони буџет они трошат 1 трилион за камата и 1 трилион за војна. Имаат 2 трилиони за да може некако да го прехранат своето население и дополнително на сето тоа доземаат уште 1 до 2 трилиони. Значи, дали вас ви ова нормално? И дали вие мислите дека ако секојдневната валута е во рацете на луѓето, дали тоа би го дозволиле ви? Значи, зошто го велам тоа? Пред да дојдеме на тој дел, сега наеднаш затоа што толку добро до сега ја воделе оваа економија очигледно, значи ако ова е најдобрата економија ви ја покажува Мурика, замислете ги другите, така, каде што исто така да не забораваме една битна работа, дека поради принтање кое што гледате овдека, без разлика дали била Мурика, дали била Велика Британија, дали била Европска унија, кој сака нека биде. Значи, не постои ентитет во светот кој што нема да принта пари доколку тоа му е дозволено. Еве ви прост пример. Мурика е оваа линија, црвенава. Успеала да го девалвира својата валута од 1933 година, кога излегува од златниот стандард, 99% од собствената вредност. Да видиме другите. Паунд стерлинг, верували или не, уште подобри шампиони, 99,9% од својата вредност од 1920 година, кога излегле од златниот стандард, до денес. Значи, успеале да девалвираат својата вредност на фунтата 99,9%. Значи, апсолутни шампиони. Не се секирајте, овдека и јенот, значи во оваа ситуација зборуваме нормално за Кина, како и еврото, кое што исто така е, како и останатите, еве го еврото, само да видам каде се појавува,
ова беше Райсмарк, не, се обидам да не каде, ова е еврото, да. Дали е сега ова, затоа што има мала разлика помеѓу еврото и... ова е зелената боја, ево, ECU, да. И еврото исто така како и останатите е девалвирано 99% од неговата вредност. Што ви кажува тоа? Дека овие ентитети сега, кога принтаат пари и потребно е време да ги испринтаат овие пари, потребно овие пари време да ги пуштат во системот, они сега успеале 99% да ја намалат вредноста на моменталните фиат, односно моменталните хартии во боја. Се разбираме, тоалетна хартија во боја, што ја се нарекувам, односно овој кеш. Сега бараат од вас да им дозволите целосна, неприкосновена моќ врз изворот на пари. Значи со CBDC, односно Central Bank Digital Currency, сега од вас бараат, затоа што толку добро до сега сработиле, да им дадете целосна контрола врз монетарната политика. Зошто го велам тоа? Затоа што сега, они и сега имаат, но откако ќе биде испринтан овој кеш е пуштен во употреба, они немаат контрола врз него. Односно, тој човек кој што моментално го држи овој кеш во рака, тој е единствениот човек кој што има контрола врз тој кеш и ќе одлучи што да прави со него. Така. Сега, каде е овој проблемот? Кога вие ќе дозволите да има дигитална валута во вашата земја, тука не ве прашува никој, тоа ќе ви го направат, се разбираме? Значи јас ви кажувам многу пати, никој од вас нема да ве праша, сакате ли ви? Не. Значи еден ден само ќе ви кажат нема дечки веќе кеш, гледате дека тоа веќе се случува, нели во Македонија не го спремаат, вие пуштив онаа свиња кој што ви зборуваше дека 50% ќе се извинувам, 0,5% ќе треба да платите на секое денарче извадено од банкомат. Значи не заборавајте, тоа е само почеток. Сега да не навогуваме таму. Значи практично ќе ви доведат до ситуација каде што нема да имате избор освен да користите централизирана валута на Централната банка. Значи ова е таа дигитална валута. Каде е овдека проблемот? Со оваа контрола, каде што они буквално со едно копче може да направат колку сакаат пари во постоење. Се разбираме? Кога и да им е потребно, они може со едно копче само да произведат нова количина на пари. Има целосна контрола над инфлацијата на оваа валута. Ако они сега со принтање успеале во помалку од 100 години да девалвираат оваа валута 99%, не се секирајте, истата валута може од овие 1% вредност уште 99% да биде девалвирана многу лесно. Со едно копче, со притискање на едно копче, се разбираме? Значи, ете таму одиме моментално. Значи, овие стоки, кои што ги водат државите моментално, кои што себе се нарекуваат политичари, демократи, републиканци, како сакате, моментално сакаат и таа последна мала доза на приватност која што имате и на сигурност да ви одземат, со овој кеш моментално, и да има целосна контрола врз вас. Зошто го велам тоа? Затоа што CBDC значи дека банките имаат целосна контрола врз вашите пари. Во било кое време можат да ви ги забранат, значи буквално само да ви го прекинат пристапот до вашите валути. Немате на кого да се жалите. Ќе ви кажат, ама дечко, твојот социјален кредит е многу низок, односно си многу лош кон владата. Си пишувала вчера нешто на Facebook против владата. Не е убаво така, значи нема 3 дена нема да јадеш, после 3 дена ќе видиме ако си добар, можеби ќе ти дозволиме пристап до парите кои што се наводно твои. Во било кое време може да ти ги замрзнат парите. Така, имаш нула приватност затоа што сега банките кои што вие имате сметки до одреден степен имаат така речено, нели, оние клаузули во кои што мора да чуваат вашата приватност. Сега веќе нема банки, дечки. Имате една банка, Централната банка. Нула приватност. Целосна контрола над вашите средства и знаат точно што правите со вашите пари. Од друга страна, ќе почнат да ви кажуваат како да ги користите вашите пари. Ќе ви кажат, дечко, карбон кредити, нема летање, си летал 3 пати годинава, доволно ти е. Многу ја загадуваш земја, многу светот го загадуваш и затоа не. Не само што нема да леташ, затоа што имаш нели многу малку карбон кредити. И месо нема да јадеш. Месната индустрија многу го загадува светот, така да ние одлучивме дека на луѓето ќе треба да им забраниме да купуваат месо, затоа што јас ја контролирам твојата банкарска сметка, кога ќе отидеш у било кој од маркетите да си купиш месо, ќе ти пишува дека твојата квота за месо за месецов е завршена. Така да, можеби нареден месец ќе јадеш повторно месо. Само ви кажувам како ќе изгледа. Не се секирете, ќе дојдеме таму. Вас ви изгледа малку ова смешно сега, ама ќе видиме дали ќе се смеете за некое време, затоа што се тоа ви го спремаат. Верувајте ми. Сега, имате една друга варијанта, која што се нарекува биткоин. Зошто е ова толку битно?
Сега се навраќаме на сето она што досега го зборувавме. Вели, само преку валута која не е во собственост и под контрола на централизиран ентитет, ќе нема веќе војни. Или и да ги има, ќе мора да бидат со доброволно покровителство и спонзорство од самото население. Зошто го велам? Замислете дека ова веќе не е во рацете на Америка. Едноставно пропаднал доларот, нема тоа и гледаме дека ќе пропадне. Значи ова е меме коин. Ова не е реално финансиско средство. Значи ова како што гледате овдека се нарекува меме коин. Значи ако овдека пишува dog with head, вас ќе ви биде сосема нормално. Ќе си речете да, dog with head, има огромна инфлација, постојано испаѓаат нови токени, затоа не може да порасте неговата вредност. Меме коин, така. Арно, ако овдека пишува M2 долар на Америка, тогаш малку пострашно изгледа, така. Затоа што ние сме успеале од 1960 до сега, значи каде што сме имале практично, погледнете, 295 милиарди банкноти. 295 милиарди, милиарди банкноти. Сега ова ќе не можам ни да го прочитам. 20 трилиони банкноти. Па не сме го зголемиле нова, едно 2000 пати. Дали и толку? Ви делува вака интересно, арно, ама една интересна работа има која што не можете да испринтате. Тоа е биткоин. Што значи дека кога ова што е овдека така наречено меме коин, значи ова е најпознатиот меме коин на сите времења, значи кога ова конечно ќе пропадне, а нема бегање, мора да пропадне. Не може, значи џабе ви, ова е неиздржливо, вака не може да продолжи. Прашете ги Райхс марките, така. Значи, кога ќе дојдеме во ситуација кога конечно луѓето веќе нема да имаат избор, освен конечно се попрат на тоа што е реално и кое што е ограничено, а тоа е 21 милион биткоини, кои што, како што веќе објасниме на самиот почеток. Сега се враќаме на самата основа. Државите не му можат ништо, затоа и го прифаќаат. Квантните компјутери не се ниту теоретски блиску до потенцијално да може да му наштетат, 51% е невозможен напад, и во исто време, оние кои што веќе го поседуваат и кои што веќе вршат майнинг и ја обезбедуваат оваа мрежа, ни по точка разно не може да ги натерате да го променат тоа. Што ви кажува сега ова? Дека неминовно е да дојдеме во ситуација каде што ќе биде или CBDC и целоса контрола или биткоин, така. Сега каде е овдека проблемот, тоа што јас го зборувам? Ако вака изгледа моментално, единствената валута која што вие имате за трговија, нема долар, пропаднал, нема, тоа е, гледаме, значи ова е како Тера Луна, така. Значи сме дошли до ситуација кај што се испринтало 1 тон и веќе нема никаква вредност, така. Значи тоа не е прв пат, сме го виделе многу пати, Србија, Зимбабве, Венецуела, значи Аргентина моментално е на пат, Турција е исто така на пат моментално дојде во истата ситуација, значи неминовно сите фиат валути ќе завршат на ист начин. Точка. Кога ќе дојдеме во ситуација каде што државата има некоја одредена количина на биткоин и единствен начин за државата да функционира е буквално да мора да ги собира овие биткоини од даноци. И тоа повторно ова е доброволно. Не може да ме натерате да ви го давам својот биткоин, точка. И ако не сакам да платам данок, ништо не ми можете. И не може да докажете дека треба да платам данок, затоа што јас луѓе мену peer-to-peer, односно кога сакам да си купам нешто, одам на пазар и буквално од мојот новчаник на неговиот му праќам, што значи дека вие немате контрола врз тоа што јас го правам и не може да го запрете. Се разбираме? Значи биткоин е сила која што државата не може никако ниту да ви ја одземе, ниту да ви ја забрани, ниту да ви ја замрзне, ниту ништо не може да ви направи, ништо. Што значи? Во оваа ситуација единствениот приход кој што ќе го има државата ќе бидат оние биткоини кои што ние доброволно сме ги дале како данок или било како би изгледало во некој потенцијален нов финансиски систем, што значи дека ако оваа, да речем, земја сака да води војна, каде што претходно можела едноставно да се испринта пари, да си го зголеми debt ceiling, да се испринта пари, да се заложи уште повеќе и на тој начин да има доволно пари за да води војна. И не мора да ве праша вас. Вас ќе ви каже ова го правиме за да ве заштитиме, вие не се секирајте. Само ви одете си на работа, ние се ќе средиме. Не се секирајте. Има да не знаете кај ви е крајот кој ќе пропадне целосно валутата која што ние ја принтаме. Така. Што се случува сега? Имате обратна ситуација во која што само онаа количина на биткоин која што државата ја добила од даноци или пак од работи кои што моментално се во државна сопственост, тоа е единствената количина која што они може да ја користат за се.
Не е ова само за војна. Овдека треба да имате доволно пари за плаќање на целата администрација. Треба да имате доволно пари за покривање на едукација, покривање на здравство, покривање на сите сектори кои што се дел од буџетот на оваа земја, така? Па нема да имате пари за војна. Тогаш нема да имате доволно пари за носење демократија во Украина. Или за носење демократија да им помогнете на Израел затоа што немало доволно демократија таму. Демократија се гради со убиство на деца, чисто да оние кои што не знаат. Нема да може да се испринтате пари. А ако ќе отидете на населението да му кажете, треба на Израел демократија, малку населението знаеш што ќе ви каже? Не знам кај е Израел на картата и знаете колку ме интересира за демократија во Израел, или во Украина, или во Тајван. Што значи дека во оваа ситуација на ваков систем финансиски, единствен начин за држава да може да воведе војна или да оди во војна или како и да е доброволно секој граѓанин да учествува со одредена количина на оваа валута која што е во енергенс, не е во принтана тоалетна хартија. И, значи, јас лично треба на државата да ја дадам оваа валута, за она да може да оди кај овие гомнари и да произведе тенкови и да оди во војна. Нема друг начин. Затоа што во спротивно, никој нема да ви ги даде своите биткоини. Се разбираме? Сега уште една интересна работа. Луѓето мислат дека, не може да ти го конфискува. Се разбираме? Зошто го велам тоа? Да дојде сега војска во вашата куќа и да ви го најде леџерот, ако не ја најде фразата, џабе име се. Се разбираме? За разлика од тоа, други ствари како вашиот дом, вашите фиат пари, вашите CBDC пари, вашето злато, сребро, се што имате од вредност, државата со својот апаратус на сила може да ви го одземе. Еве ви прост пример. Најголемата демократија во светот, 1933 година. Закон со кој што секој кој што поседува било каков тип на злато мора да го донесе веднаш во рацете на државата, а за тоа ќе добие тоалетна хартија во боја која што тврди дека он има толку многу злато. Се разбираме? Што значи дека ти ефективно си го предал своето капитално добро за хартија. За парче хартија која што денеска вреди, утре не вреди. Точка. Не може тоа да ви го направат со биткоин. Се разбираме која е разликата? Што значи дека не можете да функционирате на ништо друго освен на ваков тип на алгоритмична, целосно децентрализирана валута, која што има ограничен број на единки, така биткоини 21 милион, кои што не можат да ви ја подземат, кои што не можат да ви ја забранат, значи unconfiscable е, не може, како? Ако ми ставиш пиштол на чело, ја не ти ја дадам фразата, ти понатаму не можеш да ми го земеш мојот биткоин, се разбираме? Значи, нема начин како да ви забранат, само треба луѓето да го разберат тоа. Што значи, најдобриот начин за вие да спречите војна и да направите оваа војна да биде невозможна. Значи, они нема да може да водат војна затоа што за нив е невозможно. Они не можат да ви го земат биткоинот, не може да ви го земат овој дигитален капитал кој што е децентрализиран и е ваш. И единствен начин за да водат војна е вие доброволно да им дозволите. Вие да инвестирате во оваа војна, вие да го дадете својот биткоин за државата да може да организира војна. Се разбираме? Значи, дали ви се е јасно колку овој систем, кога ќе се реши, кога ќе го реши, зошто постојано зборуваат? Fix the money, fix the world. Значи, тоа е главниот момент кој што постојано се зборува кога станува збор за овој тип на криптолошки, значи криптографски практично валути, така. Значи, ако вие го решите проблемот на парите во светот, вие автоматски сте го решиле практично поголем дел од проблемите кои што моментално светот ги има. И со глад, и со централизирање на моќ и капитал, и со војни, кои што нема да бидат едноставно, че вие нема да може да водите војна, нема принтање пари, нема војна, дечко, крај, тоа е тоа, се разбираме? Но треба само да дојдеме во ситуација во која што конечно светот ќе дозволи ова да биде главната валута, а не ова, зелена тоалетна хартија. Дали се разбираме? Јас мислам дека ова е доста јасно до овој момент и од сето она што го објасниме во последните саат и 23 минути, верувам дека ви е јасно зошто постојано зборувам дека fix the money, fix the world. Ако дојдеме до момент каде што биткоин ќе биде главната валута, која што очигледно е неунишлива барем до овој момент, едноставно државите нема да можат да водат војни. Без разлика дали е тоа Америка, Русија, Кина, Марс, не е битно. Нема да можат да водат војна. Затоа што нема да имаат со што да платат за тоа оружје.
Значи, толку е лесен овој проблем. Само треба конечно да дојдеме во ситуација каде што овие 99% ќе си ја земат слободата во своји раце и конечно овие CBDC глупости ќе пропаднат и светот ќе тргне кон блокчейн децентрализирана технологија која што ќе биде користена како секојдневна валута. Како и секогаш на самиот крај, нормално, за оние кои се нови на нашиот канал, би им препорачал да го погледнат ова на врвот на самиот канал. Ова видео е буквално водилка за тоа што се имаме на каналот и каде може да ги најдете овие материјали кои што вас ви се потребни, затоа што има повеќе од 1200 видеа и верувам дека е малку тешко да се снајдете на нашиот канал, така да погледнете го ова видео, ќе ви даде инструкции што и каде може да најдете. Во исто време, во секој од нашите видеа, во дескрипцијата може да ги најдете најклучните информации кои што ви се потребни за нашата работа, а тоа е за секое посебно видео имате така речено структура, во кој дел од видеото за што зборуваме, за да не мора да гледате цело. Нашата Patreon заедница може да најдете во дескрипцијата на секое видео или пак на самата Patreon апликација. Само запишете го нашето име CryptoGamidžија и многу лесно ќе го најдете нашиот профил. Уште еднаш на кратко, значи ова е заедницата која што финансиски ни помага да го следиме, да го кренеме квалитетот на материјата која што ја произведуваме на следно ниво. Односно, сето ова што гледате, овие безброј часови напорна работа се направени со цел просветлување на македонската нација, на македонски јазик, во финансии, во макроекономија, во геополитика и најбитно во блокчейн технологија. Така да и благодарам на овие 60 кои што веќе помагаат во нашата работа и се надевам дека уште повеќе ќе се приклучите за да ни помогнете да го подигнеме овој канал на уште повисоко ниво каде што истиот може да достигне. Со тоа што уште еднаш ќе напоменам, ги добивате овие материјали порано, значи буквално 12 часа пред останатите македонци ќе може да ги погледнете овие канали и ќе може да видите дел од нашата блокчейн заедница и овие чатови каде што едноставно може да си помогнеме едни на други со размена на информации, со така речено размена на меѓусебни проблеми и така натаму. И уште едно, значи еднаш месечно планираме да правиме подкаст каде што ќе дозволиме само на оваа заедница да не прашува она што ја интересира, а потоа нормално ова ќе го објавиме и за останатите македонци, нормално и еден подкаст со прашање за целата заедница. Понатаму остануваме на овие две програми кои што ги имаме за добротворни цели, тоа е Купи ми кафе апликацијата и овие блокчейн адреси, каде што сето оно што е пратено од ваша страна ќе биде искористено за да помогнеме на македонската кауза. Кога ќе собереме доволно средства, значи истите ќе бидат дадени на некоја од македонските каузи, без разлика што дали тоа ќе биде како во последните два случаи, значи помошно на црковна организација со прехранбени продукти или пак некоја друга кауза. Битно е дека ќе се обидеме да помогнеме на што повеќе македонци кога ќе имаме доволно средства од страна на нашата заедница. Потоа нашите социјални мрежи би препорачал да ги следите затоа што многу повеќе информации објавуваме на истите и многу ќе ви помогне да едноставно следите нашата работа дополнително на нашиот канал, кога имаме некои итни информации. Потоа ги имаме трите наши резервни канали, каде што нели имате целата оваа теорија, целата оваа материја и YouTube каналот на кој што моментално одново ја објавуваме целиот курс за фундаментална и техничка анализа, повеќе од 120 видеа, со цел оние кои што се малку покасно на каналот да можат одново да ја следат целата оваа материја. Уште еднаш за крај, значи наједноставно што може да направите и денешното видео каде што разговаравме за конти и пропаѓањето на овој проект е буквално тоа да ни помогнете оваа материја која што ја произведуваме бескрајни часови да ја доставиме до што повеќе македонци. На тој начин ќе можеме да помогнеме на што повеќе македонци да бидат финансиски писмени, за да не им се случуваат такви проблеми. Од друга страна, значи со кликање на лайк, шер, сабскрајб и комент на било кој од нашите содржини, помагате на алгоритмите да ја прошируваат оваа македонска едукација што повеќе до што повеќе македонци. Благодарам за поддршката, се надевам дека ќе продолжите и понатаму да следите нашата работа и да ја поддржувате исто така и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGamidžија.